Добро утро и од мене. Ова е петочното издание на магазин. Верувам дека се спремате за викендот, барем ако сте од онај тип на луѓе кои што секогаш имаат обврски само од понеделник до петок. Но како некако брзото време и темпо на сите не зафати, верувам дека се помалку има викенд, но како и да е, сето на слободно време што го имате, верувам дека убаво ќе си го искористите на било што, само нешто што ќе ви направи убаво и ќе ве одмори. Но викендот е допрва, бидејќи денеска треба да ги средиме сите оние обврски кои што сме одлучиле дека ќе ги направиме или треба да ги направиме. Денешниот гостин е поврзан со музиката, човек кој што покажа и докажа дека никогаш не е доцна да се пријавите ниту на шоу, ниту на било каков надпревар, и после целиот негов живот кој што го посвети на музиката, одлучи да се пријави во Звездите на Грант и таму некако доби дополнителна популарност. Иако Вито Славевски, можам слободно да кажам дека е вистински музичар, човек кој што 35 години е дел од бендот Еуфорија, и иако го запознавме со многу народни песни, тој е рокер во душа. Денеска премиерно во магазин ќе ја промовираме и неговата најнова песна Полноќна, така што верувам дека ќе биде ова едно интересно музичко издание. Вито, добро утро и добро ми дојде. Добро утро. Знам дека не си многу спиен. Не сум гледав фудбал до 3. Морам да те издадам. Преку 3. Како велиш, бев на свирка, па... На свирка до 1, од 1 пуштам телевизор и гледам, започнува Хрватска и сега. Хрватска со некој друг клуб? Да, Хрватска со некој друг. Се гледа дека доцна бил фудбал. Да, доста и уште спијам. Да, и така гледав до 3 часот целата утакмица следев и наутро треба рано да се појде за Скопје пред 8 часот. Така да немаше многу спиење. Така е. Доаѓаш директно од пробишти. Па не делуваш дека се спива само 2-3 часа. Толку. Јас спиев повеќе поспан. Се чувствувам дека сум. Толку ми вам во кола спиев малку. Ме возеа. Те возеа? Да. Чекај малку, да немаш нешто да споделиш ти. Има една работа која што никогаш не си ја споделил, а денеска мислам дека треба да ја кажеш. Па имам личен шофер затоа што немам дозвола. Немаш возачка дозвола? Да. Чекај, од земена ти или немаш воопшто? Немам воопшто. Не сум ни имал мерак да имам дозвола. Никогаш не си полагал воопшто ништо? Никогаш, да. Зошто? Така, лошо ми мириса бензин од што дете, не сакам многу да се возам. Но така е, ми се возам нормално. Ти сакаш да те возат? Да. Како вистинска звезда? Да, така. Чекај сега, твојата работа е многу динамична. Како функционираше без возење сите овие години? Затоа велам, не се јас лично не возам, но одам по патиштата. Ме возат други. А значи секогаш си најгал такви комбинации? Секогаш така, да. Добре. Ти покажа дека никогаш не е доцна да се пријавиш и на надпревар, но дали е доцна да земеш да учиш за полагање или не би го направил тоа сега? Од кај знаеш, никогаш ништо не се знае. Ништо не се исклучува. Можно и тоа да се случи. Така. Ако свет не си е личката. Да. Добро е, одлично. Вито, ме праша дали ќе играме игра, ќе играме. Многу ми се допаѓа што веќе гостите знаат што ги чека. Добро. Мислам не ги знаете прашањата, меѓутоа го знаете концептот и верувам дека ќе биде интересно. Сега со 2-3 часа спиење верувам дека нема да биде толку проблематично. Ама лесни се прашањата, само ќе бидат интересни за тебе. Имаме 60 секунди. 60 секунди, добро. 60 секунди и да видиме во тие 60 секунди колку прашања ќе одговориме и што ќе одговориме. Сега не е само квантитет, нели? Режија спремни? Ајде. Рок концерт пред 10.000 луѓе или интимна свирка пред 100 вистински љубители на музиката? Првото, пред 10.000 луѓе. Еден ден како професор по македонски јазик или еден ден целосно посветен на музиката? На музиката сепак. Да пееш рок или да ја преработиш омилената народна песна во рок аранжман? Да пеам рок, исклучио. Повторно настап во Никогаш не е доцна или концерт со бендот Еуфорија на голем фестивал? Настап со Еуфорија. Да испееш омилената рок балада или најголемиот македонски евергрин? И тешко прашање, ајде нека биде рок балада. Рок балада. Да напишеш текст за песна или да компонираш мелодија? Да напишем текст за песна ми е полесно. Затоа второто.
Кабулира мелодија. Дует со рок легенда или со врвен народен пејач? Со рок легенда. Рокер во душа или професор во срце? Рокер во душа. Добро. И двете ако може. Ти си професор во душа, ама на професор во срце, а рокер во душа. Може и така. Може и така. Одговара. Добро е. Интересно. Си ти ги одговорив? Не ги одговори сите, да. Не ги одговори сите, ама ова е веќе добар 3. Знаеш кога оценувате вие, да. Не, одличен 5, со оглед на сите оние кои што беа поставени, има уште неколку кои што не успеавме според времето, ама еве едно гратис нека ти биде од мене. Песна што сите ја знаат или песна што лично најмногу ти значи? Песна што лично најмногу ми значи. Има ли таква? Многу има такви, што никој не ги знае. Една, например. Еве, пак ќе се вратам на мојот идол. Бора Ѓорѓевиќ, Риблја чорба, Побечи негде. Тоа е толку чудна песна, градска, урбана поезија, која се раскажува за брзиот живот во градот и онака е склопена гитарска песна. Сите ги знаеме, Остани ѓубре до краја, Авионот сломичути крила. Тие некако комерцијални и тие комерцијалните, а оние потешките, тие, јас уживам во тие песни. Има зошто оваа песна ти е некако посебна? Може би се пронаѓаш во приказната или како? Па, не знам зашто. Така ми е легната. Така, на прва предпоставам дека беше, да. Добро. На прашањето за повторен настав во Никогаш не е доцна или концерт со бендот Еуфорија, го избра концерт со бендот Еуфорија. Това значи дека ти си навистина доследен на својата екипа. Ние правевме концерт со Еуфорија и тоа во Пробиштип лани на 11 и на 18 јануар, значи пред лани, околу Нова година. Полани веќе. И тој концерт стварно помина вистински, имаше околу 700 луѓе. И онаа фраза од 7 до 77 палеше тука. Тоа е добро. Тоа беше љубов на прв поглед. Кој дошол знае зошто доаѓа и колку траеше 3 часа концертот, песните се пеа од А до Ш буквално. Тоа веќе беше голем концерт. Еве ќе го спомнам, колегата ме гледа од Стефче Гроздановски. Тој беше во публиката, ни беше како гостин, дојде да ни испочитува човекот. И тој ми рече, Стефче Гроздановски е гитаристот на Бело Копче. Аха. Бендот Бело Копче. Добро. Тој дојде од Скопје, дојде да ја гледа и баш ми рече пред почетокот, Вито, па ова е публика. Вие имате публика? Навистина тоа беше публика претежно од Пробиштип. Пробиштип е мал град, но може и имал некој од околината, од блиско до Пробиштип, од Кратово, од вама, од таму. Но беше прав концерт и би сакал такво нешто да се повторно да се случи. Ви си исполнена кај душата предпоставам, нели? Дали во тој момент свативте што значи 35 години да се обстојува на сцена? Тоа се баш генерации и генерации поминати со вас. Добро, тоа ние 37 години беа тогаш. Сега веќе се 38. Ние не сме континуитет свиреле цело време, туку имаше прекини, па уште на стартот имавме мал прекин во војска кога бевме, па и таму се поврзавме и таму бевме истата група војнички оркестар, па некоја кратка пауза. Се погодивте на исто место војска? Да, во Штип служевме војска, далечната 1993 во минатиот век. Кој се родил ти? Јас сум имал веќе 4 години тогаш. Вие сте служеле војска. Како беше во војска? Тоа е супер искуство. Јас би сакал да се врати војската. Тоа е супер искуство за секој маж, за секој момче прво. Кога ќе ги помине тогашни во арама, тие 9 месеци, веќе има друг поглед на светот, веќе има оформени некои навики. Тоа беше добра работа. Какви навики? Што тебе те научи војската? Будење во 5 часот. И да не сакаш, ти мораш во 10 да си легнеш, или после 10 беше, оддамна беше, не се сеќавам, но и се си под команда.
мораш да слушаш, да почитуваш повозрасен, попретпоставен. Нема многу кога одиш цел ден со пушката, кога ќе отидеш таму, да речеме наутро у 10 часот беше некој доручек, појадок. Немаш тука бирање, не ми се допаѓа јајцето ми мириса. Ти си изеден. Или не ми е доволно солено. Не ми е доволно солено, убаво ти е се. Стануваш цврс. Добро е тоа војската. Се гради карактер. Се гради карактер. Мислиш ли дека денеска би функционирала на истиот начин, со оглед на тоа како се сменети и очекувањата на луѓето и почитување или непочитување по возрастни, помлади, малку се испомеша работите. Дали мислиш дека истиот овој систем денес како се врати би можел да функционира? Не верувам. Не верувам, ама и ми е криво зашто е тоа така. Ама ако ти си министар, би ја вратил. Би ја вратил, зашто не? Би ја вратил. Би бил строг како министар? Не можам да бидам строг, јас. Да. Добро, ќе те наврата малку и на професорските денови малку подоцна. Оценка за твојот спот сега може да ни дадеш. Во живо сме? Во живо сме. О, супер. Ако сакаш може и да поздравиш некого. Ќе го поздравам Дени, дечкото што го работеше спотот, главниот, исто од Пробиштип, млад дечко. И тој има фирма за фотографии. Оптимак, мислам дека се вика, да ги поздравиме Оптимак. Така, вторите ги знаем за песната, музиката ја пишува исто дечко од Пробиштип, Милан Стефановски. Надежен, супер, одличен музичар. Текстот е веќе мојот стар пријател Огнен Неделковски. А, тука има Скопје незамешано. Да. И некој ќе пише 100% Пробиштипски тим. Да. И аранжманот е Марко Деники од Скопје. Така. Одлично. Ти знам дека си човек кој што може би сака да експериментира во нови искуства, ама секогаш се водиш на она што е испробано и сигурно тоа да си биде, веројатно и на тој начин не бира секогаш екипата со која што работиш. Да, но се менуваат предходната песна правев со друга екипа, но ова ми е веќе проверена. Марко Деник, Огнен Неделковски како аранжер. Марко и Огнен Неделковски, нема што да кажеме за него, секогаш зборуваме. Апсолутно. Знаеме кој е. Многу важен лик во историјата на македонската музика, може слободно да кажеме. Не знам процентуално колку тоа делува и колку тоа на народот интересно е како податок да се каже, но да не речем 50% може би помогу усни на усни. Твоите бакнежи на моите бели кошули. Почнувајќи од Тоше Проески, значи на Тоше Проески тие многу тие тајно моја, мислам дека е негов текст, значи тој беше текстописец меѓу другите, меѓу многу другите. И тој пишува и на фолк естрадата и на забавната естрада. Така. Може би повеќе на забавната естрада. Како функционира правењето на една песна? Имате музика, па му праќате на Огнен или му даваш насока во кој контекст би сакал да биде песна? Тебе конкретно за тебе. Може и така и така. Првата моја песна премиерно кога беше Ветив, да споменеме, му реков сакам да биде љубовна песна, но со хепи енд. Да биде со среќен крај. И да, обично се трогателни љубовните песни. Обично и кога бев клинец малку повеќе сакав да слушам балади, така. Се заљубуваш, некако доаѓаат тие трогателни што викаш. Овој пат таков е текстот на Полнокна. За некој тип со кој што завршува со девојката. Пак се врати на тагата. На таа, значи типична балада. Зошто? Молска. Зошто не беше со среќен крај? Па да биде малку шарено, ако е Ветив со среќен крај, ова малку да боли. Кои песни поминуваат повеќе публиката? Оние кои што болат, како што велиш, или оние кои што се среќни песни? Па зависи од моментот, но конкретно за песната, вчера ми се случи во Пробиштип во 10 минути, нема во 15 минути, за 10 минути ме среќаваат низ градот
5 луѓе и сите ми честитаат за новата песна. Аха. И сега малку тоа е чудно, да е некоја песна како ла 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 Евровизиска да речем. Евровизиска да е весела, таа влегува во од прва на таа леле каква песничка си направи хитче. А сега кога за балада ти честитаат, баладата малку мора да слушаш, да застанеш, да го слушнеш текстот, што се вели да те малку наежи. Така. Значи кога 5 души за 10 минути ми ја честитаат за песната, тоа е добар знак дека нешто успеало, дека нешто е добро. Значи Полноќна има добар старт. Добар старт. И се предвидува добра иднина, така Да, може. некако би му доаѓала. Зошто Може. Полноќна? Интересен на насловот. Вака сега, ово ќе го спомнам, кога ми ја испрати Огнен Неделковски, значи насловот е мој. Јас го сменив насловот. Песната се викаше Полноќен повик. Аха. И јас решив некако да тоа да биде скратено, да биде кратко и ја крстив Полноќна. Инако се е Огнен Неделковски. Полноќен повик требаше да биде. Ова ми дојде нешто како еве нашата народна песна патриотска заветна. Аха. Ова ми дојде Полноќна. Полноќна. Кога професор Токму по затоа. македонски јазик ќе земе текст, мора нешто да смени. Тие ли деформација за сите некои што не знаат, имаш завршено македонски јазик и книжевност? Да. Во Скопје на Универзитетот Блаже Коневски. Ете така, тоа е интересно, мислам тоа е еден многу убав бекграунд. Тоа значи дека секогаш тебе зборовите знаат да ти бидат игра и сега вака кога тебе ќе ти стигне текст. Професионалната деформација работи ли во тој момент? Вака, на Огнен Неделковски не можеш да му преправиш текст, пошто тој е толку врвен во тој дел исто. Така, тој е син на Велко Неделковски, познатиот писател Огнен Неделковски, покрај тоа што пишува текстови, тој е и драмски автор. И така да кај него не можеш многу да смениш и не треба да смениш. Тоа е сигурно. Дали не Тоа е можеш сигурно. или не треба? Има разлика, нели? Не треба. Не треба, па и не може затоа што се е 100%. Така. Значи, нема... Вака, постојат такви текстови кои што ги слушаме, кои што ги слушаш, забележиш дека е грешка ова. Правописна грешка. А да зборуваме за сегашните текстови. Кој е твоето мислење за сегашните текстови на естрадава кај нас? Ама искрено. Ама искрено, да не бидам многу груб, ама ќе кажам, по-грубо не може да биде. Срам ми е да кажам, но мизерни. Ја ќе ме осудат. Многу ќе ме осудат. Па добро, тоа е твое мислење. Вака мене не ми се допаѓа текстот. Те сакам, јас те сакам и ти не ме сакаш. И тоа излегува песна, човек. Колко е тоа? Што е тоа? Текст ли е? Камо е таа? Пак ми доаѓа тие ексјуте. Чувам ноќ од будних. Владко Стефановски. Тоа е една песна која е во моите 50 омилени. Сега Гледа сега, ја чувам ноќта од будните, да преведам на македонски. А друга е тежината, апсолутно. Значи, со една реченица е створена цела приказна, насловот на песната. Ја чувам ноќта од будните. Мислиш дека и Гледа колку ова има има тука. начин тие песни да се краткотрајно хитови и после тоа да се заборават, затоа има толку многу... Нема да се заборават, мислам тие во наводници лошите песни што ги викаме. Нема да се заборават, тоа влегува во уво. После некој време, ова сум го слушал, бе, ова беше хит цели 2 години. Не, 2 години не може да биде хит. 2 месеци, цело лето го слушавме. Песната е нешто друго. Има текстописци, а да зборуваме за мелодијата па исто друга работа, аранжманот е трета, значи една песна се ствара со музика, текст и аранжман, кога се зборува за вокална интерпретација. Се изгубили според тебе квалитетот на музиката сите овие години? Бидејќи сега, ако имаме представник од оваа новата генерација, ќе речат, ама сега тоа е модерно. Ние не може да се навратиме на назад 40 години. Модерното, да, модерното оди напред, тоа се нови стилови, нов звук, продукциски, нова продукција, нови звуци воопшто излегуваат во таа музика, миксови, да. Но гледа сега, кога зборуваш, тука песна може да создаде
Еден. Направено е во студиото на тој и тој, ја програмирал песната Еден. Порано не било така. Значи тука има 10, 15 гудачи што свират, има двајца бубњари, да речеме, има 4 девојки што пеат пратечи вокали, придружни вокали, бек вокали, како се Така. кажи ги. Пејачот е тој, да речеме, интерпретаторот е еден, но тука во една песна може би учествувале на сцената 30 луѓе. И Здравко Чолич кога дојде, кога правеше концерт кај него, вика, неговиот тим е составен од 50 луѓе. Зошто бе 50 се интересираш? Одека 50? Чекај, 10 се танчерки, локице. И тие се локице, така се викаше на Здравко Чолич, тие балерините што му беа. Потоа имаше и нове локице, што имаше, еве сега ми текнува, ребис македонски девојки кои што ги пратеа на тие сценски изведби. И сега имиња не сакам да зборувам и да не звучам многу критично, но многу е плитко тоа сега што се случува. Единствено продукцијата е напредна. Самиот звук, комплетниот производ, некој има модерни звуци, тоа звучи стварно добро. А се раѓаат, а има и нови, надежни, млади, нови имиња, како вокални солисти, така и инструменталисти. Значи, Кој од има. млади имиња тебе лично ти се допаѓаат? Кај нас во Македонија? Да. Да размислам малку. Добро. Да ме навредам некого или некого да не заборавам. Така. Добро. Многу се значи. Да, има. Да, па има. Добре. Многу брзо ни помина времето. Многу брзо ни помина времето. Така, супер. Ќе се видиме секако и во некоја следна прилика со тебе. Одиш на одмор, нели? Тоа ќе биде приватно или одиш професионално во Црна Гора? Приватно. Добро. Убаво да се одмориш. Благодарам. Верувам дека ќе има фанови кои што ќе те препознаат. Ќе видиме дали ќе си поминеш мирно или ќе мораш да се фотографираш и да пееш. Да може. Ама како и да е, Вито, ти благодарам што денеска дојде од пробишти со 2-3 часа спиење. Фала ти, ќе продолжам сега. Сега продолжи спиење малку. Втора тура. Фала ти уште едно. За крај ќе одиме со Удрате тапани. Може. Една одлична песна на начин на кој што ти стварно секогаш знаеш да го направиш. Уживајте во музиката, имајте убав продолжен викенд, продолжен ако од сега ви почнува, ако не стандарден викенд, и се гледаме од понеделник. Чао, чао.